Добар ден на сите. Комисијата за мандатни прашања, избор и именување при Советот на општина Битола одржува седница денес на 25.2.2026 година, на која ќе се разгледа следниот дневен ред. Прва точка. Решение за именување на член во Советот за заштита на потрошувачи. Втора точка. Решение за разрешување и именување членови во управниот одбор во јавна општинска установа Детска градинка Естре Овадија Мара Битола. Трета точка. Решение за разрешување и именување членови во надзорниот одбор во јавна општинска установа Детска градинка Естре Овадија Мара Битола. Четврта точка. Решение за разрешување и именување на членови во управниот одбор во јавна општинска установа Детска градинка Мајски цвет Битола. Петта точка. Решение за разрешување и именување членови во надзорниот одбор во јавна општинска установа Детска градинка Мајски цвет Битола. И шеста точка. Решение за разрешување и разрешување на член во управниот одбор во Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крсте Мисирков Битола. Ве молам, кој е за вака предложениот дневен ред да гласа? Кој е против? Со 5 гласа за, усвоен е дневниот ред. Одиме на првата точка. По точка 1 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именување за член во Советот на заштита на потрошувачи треба да се предложи еден член. Ве молам, како советници, да предложиме еден член. Кој има предлог и да гласаме? Повели. Го предлагам Александар Дракуловски. Во ред. Дали некој има друг предлог? Доколку нема друг предлог, предлогот на советничката Јадранка Павловска, Александар Дракуловски да биде член на Советот за заштита на потрошувачи, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да гласа. И јас сум за, но овде има проблем со гласањето. Со 5 гласа за, усвоен е предлогот за Александар Дракуловски да биде член на Советот за заштита на потрошувачи. Одиме на втората точка. По точка 2 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именување за член на управниот одбор на јавна општинска установа Детска градинка Естре Овадија Мара Битола, им се констатира престанок на мандатот на Боголјуб Гичевски и Александар Секуловски. Ве молам, кој е за? За разрешување за констатирање на престанок на мандатот на овие два членови да гласа. И јас сум за, но техниката некако. 3 гласа за. Кој е против за констатирање на престанок на мандатот на овие членови, дали има? Пошто веќе е истечен мандатот. Дали има некој воздржан? 2 воздржани. Во ред. Точка 3. Односно, одиме на втората точка на именување. Дали има некој предлог да именуваме членови
за управниот одбор на јавна општинска установа Детска градинка Естреја Овадија Мара. Доколку немате предлог, јас ќе ги предложам истите тие што им се констатира престанување на мандатот, се предлагаат наново да бидат именувани. Значи Боголюб Гичевски и Александар Секуловски. Кој е за предлогот овие двајца членови да бидат повторно именувани во управниот одбор? Три гласа за, 2 против. Одиме на третата точка од дневниот ред. По точка 3 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања за член од надзорниот одбор на јавна општинска установа Детска градинка Естреја Овадија Мара, Битола, предлага да бидат разрешени членовите Јасмина Велјановска, Сонја Куновска, Тони Буџаковски, Наталија Стефановска и Радмила Димчевска да бидат разрешени. Значи, на овие им истекува мандатот на 15.3. Затоа се бара нивно разрешување. Ве молам кој е за разрешувањето на овие членови да гласа. Три гласа за и 2 против. Во истата точка треба да се предложат членови за надзорниот одбор на јавна општинска установа Детска градинка Естреја Овадија Мара. Дали некој има предлог за членови на овој надзорен одбор? Доколку немате предлози, јас ги предлагам Јасмина Велјановска, Сонја Куновска, Тони Буџаковски, Наталија Стефановска и Радмила Димчевска. Кој е за овие предложени членови да бидат членови на надзорниот одбор на јавна општинска установа Детска градинка Естреја Овадија Мара, Битола? Ве молам да гласаме. Три гласа за, 2 гласа против. Одиме на четвртата точка од дневниот ред. По точка 4 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именувања за член од управниот одбор на јавна општинска установа Детска градинка Мајски Цвет, Битола предложи да биде разрешен членот Нина Котевска, бидејќи истата си поднесе оставка. Ве молам, кој е за разрешување, бидејќи си поднесе, да гласаме. Оставка. Три гласа за, 1 глас Три гласа за, 2 гласа воздржани. Бидејќи членот на управниот одбор си поднесе оставка и го предлагаме да биде разрешен, дали има некој од вас да предложи член за овој управен одбор? Доколку немате предлог на член, јас ја предлагам Наталија Швигер, професор по македонски јазик. Ве молам да гласаме за предлогот Наталија Швигер да биде член на управен одбор на јавна општинска установа Детска градинка Мајски Цвет. Три гласа за, 2 гласа против. По точка 5 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања за член од надзорниот одбор на јавна општинска установа Детска градинка Мајски Цвет, Битола се констатира
престанок на мандатот на членовите Марија Антик, Маја К. Марковска, Јулијана Јовевска, Ирена Мицевска и Наташа Цветковска. Ве молам да гласаме за констатирањето на мандатот на престанокот на мандатот на овие членови. Три гласа за, 2 гласа против. За именување на членови на надзорниот одбор на јавна општинска установа Детска градинка Мајски Цвет Битола, дали некој има предлог на членови кои што би ги предложиле за да се именуваат? Доколку немате, јас ги предлагам Николина Лозановска, Маја К. Марковска, Јулијана Јовевска, Ирена Мицевска и Наташа Цветковска. Ве молам да гласаме за вака предложените кандидати за надзорен одбор на јавна општинска установа Детска градинка Мајски Цвет. Со 3 гласа за и 2 гласа против се предлага именување на наведените членови. По точка 6 од дневниот ред, Комисијата за мандатни прашања, избор и именување за член на управниот одбор на Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Крстен Мисирков предлага да биде разрешен Тони Буџаковски поради поднесување на оставка. Ве молам да гласаме. Три гласа за, 2 гласа воздржани. Бидејќи се исцрпи дневниот ред, ја затворам работата на комисијата и ви посакувам убав ден.